Добро утро, почитувани слушатели. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје ќе зборуваме за болниците промотори на здравјето. И овој понеделник со мене во студиото е доктор Александар Митов, магистр по здравствена екологија и влијанија на животната средина врз здравјето. Доктор Митов, добре дојдовте и во ова издание на Здравје. Добро утро, добро ве најдов. Минатата емисија разговаравме дека постојат одредени болници во светот кои ставаат акцент на подобрување на здравствените навики на пациентите. Може ли да објасниме на почетокот подобро за оваа иницијатива? Што всушност представува болница промотор на здравјето? Лекарите нашле дека многу пати кога доаѓаат пациентите, имаат различни навики, од кои што еден дел не се добри за здравјето. Дали тие се навики поврзани со начинот на исхрана, или со физичката активност, или со пушење, со користење алкохол и така натаму, но тоа се главните, така да речеме, несакани навики кои што се штетни за здравјето. Нашле дека во тие неколку денови додека пациентот е во болница, можеби тоа е добра прилика да му се укаже на тоа на пациентот, дури и да се отиде чекор понатаму, не само да му се даде совет, туку и да се испроба некоја програма, некоја интервенција, како например за спречување на пушењето, односно ако веќе пуши, пациентот да се откаже од пушење, или ако има проблем со алкохолот, да намали или целосно да се откаже, или доколку не вежба, да се стимулира да вежба. Така да нашле дека е доста згодно кога доаѓаат пациенти кои што седат некогаш по неколку дена, 4-5 недела, 2, дека тоа е доволен период за една таква интервенција. И се поставило прашањето дали тоа е ефективен начин да се подобри здравјето на пациентот. Дали е можно самата болница, од место каде што се третира само болест, да се претвори во институција каде што се промовира доброто здравје. И од тука името на оваа иницијатива е болници промотори на здравјето. Важно е да се спомне на почетокот дека постојат 4 фактори кои што го одредуваат ефектот или исходот од тоа што ќе се случи со пациентот кој што дошол во болница. Односно, дали ќе се излекува или нема да се излекува или колку ќе се излекува. Прво, самата болест. Првиот фактор е самата болест или самата диагноза. Важно е со каква болест човек доаѓа во болница. Вториот фактор е самата интервенција. Дали носи ризик, како е изведена и сите други работи пропратни со самата интервенција. Третиот фактор кој што влијае на исходот на пациентот е организацијата. Како е организирана таа болница, самата болница и во рамките на здравствениот систем. И четврто, индивидуално самиот пациент. Значи, има фактори кои што се врзани со самиот пациент. И едниот дел се тука така наречени медицински коморбидитети, или дали има и други болести, но другиот фактор кој што е многу значаен е всушност здравјето на самиот пациент. И сега доаѓаме, така постепено. Накратко само да разјасниме, ова се болници стрикно бидејќи споменавме алкохол и цигари, пушење. Тоа се најнормални болници. Тоа се болници, на пример, хируршка болница. Пациент со одредена дијагноза за некоја мака, да речеме, еве на пример градска болница, да речеме, или 8 септември. Пациент доаѓа за операција на коленото или на колкот. И сега лекарите велат ај дуре тука да му ги промениме навиките. Така, ова е дополнителна здравствена услуга, неинвазивна. Така е. Сега, и тука е најдено дека 4 се тие фактори, значи храна, пушење, алкохол и физичка активност. И се поставило прашањето, можеме ли да направиме нешто за овие 4. Првиот проблем е тоа што досега не е во навиката на болниците. Значи многу болници во светот, многу повеќе отколку што се вакви, се така да речеме обични болници, каде што не се даваат тие совети. Второ, значи пациентите не го слушаат тој совет. Значи и самите не се свесни колку може да си помогнат. И трето, има недостаток на, така да речеме, ноу-хау или знаење, бидејќи и ова не е едноставна работа, како пациент да се одвикне од пушење. Значи, и тоа бара еден сет на вештини, кај тој што треба да го изведе тоа, да го убеди пациентот. Но токму болницата е најадекватното место каде што би променил некој пациент одредена навика во однос на пушењето. И тоа е логиката на нова иницијатива. И досега се сметаше дека и нема и доволно фокус, бидејќи и самите болници насочени пред се кон тоа пациентот да излезе што побрзо, а не и да се искористи времето дуре внатре да му се променат некои од навиките. Така, зошто е
тешко да се спроведе оваа идеја бидејќи промовира здравје, како што споменавте, и самиот потенциравте дека е многу потешко да се спроведе и да се променат навиките. Има голем отпор кон една ваква иницијатива, иако, например, да речеме во Данска, земјата која што е мајка на оваа иницијатива сега има голем замав. Но неколку се проблемите или така да речеме бариерите зашто не може лесно да се прошири оваа иницијатива, иако е сосема јасна, сосема добра за пациентот, добра за институцијата, добра за здравствениот систем, нема трошоци, позитивни ефекти. Меѓутоа, прво, промоција на здравјето од моите колеги, од лекарите, се перцепира како нечија друга работа. Тоа е работа на епидемиолози, на институти за јавно здравје. Значи, тоа е друга работа, не е наша работа. Так. Значи, тоа е првиот проблем, на перцепција на тоа дека не е работа на тие кои што на хирурзите, на пример. Лица кои се занимаваат со статистика и со креирање на политики. Да, што не би требало да е така, или на политичари, но не, а самиот хирург всушност може да биде и промотор на доброто здравје. Значи, тоа е прв момент. Втор момент, дека има една перцепција дека ова не е толку научно, дека не е толку професионално, што не е точно. Тоа е исто така една илузија, бидејќи тоа е еднакво научно како и методите кои што се користат при оперирање на пациентот, да речеме, или терапијата фармаколошка која што му се дава на пациентот. Така да дефинитивно е научно. Потоа следен проблем кој што се смета е дека многу проблематично. Дека тоа, знаете, ова бара интеракција со пациентот. Тоа не е така навидум едноставно. За да промените било чии навики, вие мора да работите малку повеќе со пациентот. Значи, во проблемот на навиката треба да навлезете подлабоко и во бара, причината. Така е. Значи бара еден искрен интерес за секој пациент поотделно, за да се навлезе во проблемот кој што може да биде и најверојатно е и најчесто е различен од еден до друг пациент, која е подлогата. Ако претерано, да речеме, пуши или ако претерано користи алкохол. Пациентите не го сакаат, тоа е следната бариера. Многу пати вие ќе наидете на пациенти кои што не се докрај соработливи. Например, човек ќе биде соработлив за да биде опериран, бидејќи знае дека мора. И од тука дошол за да биде опериран. Меѓутоа нема да биде толку лесно да се убеди дека треба поздраво да се храни. Така. Следен објективен, ова беа да речеме претходниве субјективни проблеми, објективен проблем може да биде дека луѓето кои што работат, хирурзите и останатите, дека немаат доволно време и дека се немаат доволно ресурси и обучени лица за ова, бидејќи треба да има и да речеме сестри кои што малку повеќе се верзирани во однос на овие практики. Така, доктор Митов, може ли да посочиме конкретни примери што значи промоција на здравјето во болниците и како помага тоа кај пациентите? Всушност, како ги може пациентите да ги искоренат тие лоши навики за да имаат подобро здравје? Така. Навики во однос на пушењето, алкохолот, поголема физичка активност. Да, постојат неколку вида на интервенции. Јас, например, само ќе се повикам на тие студии кои што се однесуваат на алкохолот, на пушењето и на физичката активност, кои што веќе се применети и кои што всушност биле научни студии кои што ја лансирале оваа иницијатива, кои што ја дале идејата дека оваа иницијатива е возможна. Како за конкретен пример можеме да земеме научна студија објавена во британскиот медицински журнал во 99-та година за така наречени постоперативни компликации. Значи компликации кај пациенти кои што имале рак на дебело црево, тоа се нарекува колоректална ресекција, да не навлегуваме во деталите. Меѓутоа, од 100% кај тие пациенти било поставено прашањето ако тие што имаат проблем со алкохол, ако интервенираме да престанат да пијат или помалку да консумираат алкохол, дали ќе видиме промена во постоперативните компликации? Ако помалку пие алкохол пациентот, дали ќе има помалку компликации? Тоа е следено, најдено е дека 80% од пациентите кои што биле консументи на алкохол имаат постоперативни компликации. Значи тие кои што се така да го употребиме алкохоличари, да го употребиме тој термин, кои што се алкохоличари, кај речиси 80% од нив има компликација после операцијата. Меѓутоа, ако биде интервенирано и кај барем во неколку недели, значи не зборуваме за месеци или години однапред, неколку недели во очи на операцијата, ако се интервенира и ако се намали алкохолот, паѓа на 35%.
според таа студија која што е најдена. Видете, ова е огромен скок, односно пат на бројот на компликации. Так, ќе направиме тука кратка пауза за реклами, па ќе се вратиме повторно со разговорот и со останатите примери околу пушењето и физичката активност, колку можат подобро да влијаат во подобрување на здравствената состојба на одреден пациент. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание со доктор Митов зборуваме на тема болници промотори на здравјето. Пред да ги слушнеме рекламите, доктор Митов потенциравте пример карактеристичен за пациенти со рак на дебело црево, дека доколку се намали алкохолот, всушност ако пациентите се алкохоличари, доколку неколку недели пред оперативниот зафат го намалат или го откажат алкохолот, компликациите би се свеле на 35%. Да. Што е со цигарите? Исто и кај цигарите, најдена е слична ситуација, дека има постоперативни компликации кај пациентите. Значи дека пушењето цигари ја стимулира појавата на постоперативни компликации. За ова е правена посебна голема научна студија која што е објавена во Lancet, тоа е едно од најзначајните медицински истражувања, објавена студија во 2002 година и наблюдувани се пациенти на кои што им е правена замена на колено или на колк. Било поставено истото прашање. Што ќе се случи со пациентот доколку престане да пуши? И пак ќе кажам, зборуваме за само неколку недели во очи на интервенцијата. Тука се гледа преку овие примери што сега ги кажувам, се гледа колкав е всушност несаканиот ефект, дали на пушењето, дали на алкохолот, дали на намалената физичка активност. Бидејќи има капацитет, еве за алкохолот кажавме, има капацитет компликациите после операција од речиси 80 да ги сведе на 35% само ако пациентот престане да консумира алкохол во очи на операцијата. За кај овие другите за пушењето, до 55% е веројатноста за појава на компликации само од пушењето. Так. Доколку се намали, значи да се исклучи тоа, кај помалку од 17% е најдено дека се јавуваат компликации кај тие пациенти. Значи видете тука станува збор за интервенција која што променува само една навика. Ништо друго не му правите на пациентот. Едната група ги оставате да пушат, другата група им велите вие нема да пушите. Се спроведува операцијата замена на колк или замена на колено, било анализирано, кај едните пушачи компликациите остануваат над 50%, а кај тие што се веќе не пушачи, тоа само неколку недели, компликации имате 17%. И конечно, исто има правена таква анализа кај пациенти кои што имале хируршки зафат на рбетот, колку брзо пациентот ќе се опорави, било прашањето. И за да се реши тоа, интервенцијата била неколку дена, недела до 2, пред операцијата, пациентот да почне со одредени физички вежби. Так. Ништо повеќе. Значи, само да почне малку повеќе физички вежби. Од просечните 6 дена за опоравување, 6 дена кои што се потребни за опоравување, сведено на нешто под 4 дена. И тоа, велам... Значи, забрзане процесот забрзување на процесот на заздравување. Преку ова, Светската здравствена организација, бидејќи Светската здравствена организација стои позади иницијативата болници промотори на здравјето, направи еден многу убав доказ, дури и за нас лекарите, и за пациентите, и за сите. Еве конкретно имате оперативен зафат, дали пушите, дали не пушите, дали пиете алкохол или не, или дали вежбате или не, само неколку недели во очи на настанот, во очи на операцијата, еве ви промена во компликации, во денови потребни за заздравување, општо во сите исходи кои што се поврзани со самиот зафат. Так, што покажуваат меѓународните искуства? Кои се главни предуслови за успех на оваа иницијатива, односно болници промотори на здравје, имајќи во предвид со каков менталитет живееме? И сами споменавте дека докторите, всушност хирургот треба да му потенцира, меѓутоа да му укаже за можните компликации, дека се зголемени доколку продолжи да пуши и да пие алкохол. Основното се така наречените преференции на пациентите, односно желбите на пациентите. Самиот пациент треба да биде свесен дека доколку се интервенира на овој начин, и тука лекарот има огромна улога за да го убеди,
дека доколку се интервенира на овој начин, неговото здравје ќе биде значително подобро. Овие ефекти се гледаат само во однос на операцијата, ако е хирургија во прашање. Но долгорочно, пациентот добива многу подобро здравје, бидејќи ефектите на пушењето, на лошата физичка активност или неактивноста и на алкохолот во долг рок се многу потешки. Најдено е дека покрај пациентите, нивната волја, многу важно е и искуството на сестрите кои што работат. Да, лекарот иницијално ќе каже, меѓутоа сестрите се таа поддршка, медицинските сестри се Кои таа се во поддршка почесна постојано комуникација. за пациентот да се држи на таа интервенција. Доколку сестрата не е обучена за ова, има 47% веројатност за успех, пациентот да се задржи на овие интервенции, но доколку сестрата е искусна или е обучена посебно за ваквиот пристап болници промотори на здравјето, тогаш веројатноста за успех се зголемува до 97%. Има една посебност во моментот кога го убедувате пациент додека е во болница. Здрав човек тешко се убедува. Значи, тоа е општо познато. Здрав човек тешко прифаќа дека треба да смени исхрана, дека треба да престане да пуши, да престане да пие или да биде физички малку поактивен. Но токму лицата во белиот мантил се тие кои најмногу можат да го убедат пациентот. Тоа е еден момент и втор момент, пациентот веќе е во болница. Веќе нешто треба да се интервенира, веќе е, да речеме, под наводници исплашен и е многу поприемчив. Слабо простори има за пушење. Нема ни простори за и така да повеќе работи се собрани и е идеален момент. И затоа е добра оваа иницијатива и затоа Светската здравствена организација застана позади нејзе, за да ја поддржи. Доктор Митов, ја споменавте Данска, меѓутоа колку Балканскиот полуостров, земјите на Балканскиот полуостров, вклучувајќи и Македонија, се подлога за отварање на вакви болници кои промовираат здравје. Има ли предуслови кај нас за отворање на вакви иницијативи, односно во болниците да се промовира здравје паралелно со лекувањето? Секако дека може. На Балканот во моментот само Грција има на неколку болници применето вакви принципи, вакви начини на работа, ниту една останата земја така, не. И заклучоците да ги слушнеме што всушност може да добијат пациентите. Така, меѓутоа битниот момент е дека има подлога заради тоа што ние можеме нашите лекари да ги однесеме во Данска, хирурзите, и да ја видат разликата. Или медицинските сестри, сите медицински работници, и да видат пред своји очи како тоа е можно и како е изводливо. Значи, јас мислам дека многу мал е чекорот кој што ние треба да го направиме од аспект на менталитет и навики. Ова не е ни голем издаток за здравствениот систем. Напротив, оваа програма ние можеме да ја гледаме и како големо заштедување за здравствениот систем, бидејќи пациентите имаат многу помалку компликации, а компликациите настрана што се лоши за пациентот се искапи. И го оптоваруваат буџетот на установата. Така да мислам дека ова е перспективата и сите болници еден ден, верувам дека сите болници еден ден и кај нас и во Европа, па би требало и во светот, всушност ќе бидат болници промотори на доброто здравје. Каде што ќе се промовира да се откажат цигарите и алкохолот за нивно добро, всушност за доброто и здрава храна, секако. Така, ви благодарам за овие информации. Се надевам дека вакви иницијативи во скоро време ќе почнат да се спроведуваат и во Македонија, односно во македонските јавни здравствени установи. Така, се надевам и јас. Ви благодарам уште еднаш, почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Горан Алавок, видеореализација Никола Давчев. Денеска сме понеделник, 21 декември 2015 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со здравје во петок во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и пријатна работна недела.